Здраво, еве неколку работи што ги научив за неделата од 22 јуни до 28 јуни. Секоја недела јас си ги запишувам сите работи што ги правам со самиот бизнис, какви се целите на таа недела и што треба да свршиме за да кажеме дека таа недела била успешна. Едно од нештата е дека зборував со еден човек од тој комјунити што го имаме, групата од Business Entrepreneur People, и од таму научив едно нешто дека до сега јас не бев, не сум пишал во групата, кој сака да се слушнеме, кој сака да едноставно да почнеме некаков разговор, да видиме на што работиш ти, на што работам јас, да видиме дали има некаква смисла, да видиме дали ќе можам јас со нешто да ти помогнам или ти мене. И се појави едно момче, 26 години од Бахамите, што имаше интерес да се слушнеме, да видиме што и како прави тој, што правам јас. Веднаш кога ја испратив пораката, тој ми беше пишал и ние после 10 минути се слушнавме. Сега, повеќето луѓе во таа група што сум јас, се поуспешни од мене, да кажем. Јас не сум, сметам дека имам некаков успех направено, но сепак сум многу далеку од нешто significant, нешто што е значително. Тој човек бил направил $400,000 за 25 година, што за нас во Македонија е доста. Но бидејќи тој работи низ целиот свет, неговиот бизнес, нема да му споделувам детали. Тој ми кажа дека сега почнува некаков нов проект кој сака да ја револуционира идејата на clothing shops, clothing brands, брендови за облека низ целиот свет, бидејќи да се направи малку по 3D previews и такви работи. Сега, фокусот беше за, јас се фокусирав на мојот дел, бидејќи ова што го слушате сега ќе биде релативно поврзано повеќе со мене. Да, му раскажав како оди мојот бизнес, со што се занимавам, дека во Македонија тоа што го правиме дека не е толку често да се прави, какви се лимитации, ограничувања и какви се позитивни и негативни страни. Пак, тој е од Бахамите што е во Америка и многу различен начин на живот живеат луѓето таму, за да има контекст некаков. Што разбравме од тој повик беше дека јас реално што самиот факт што ја вршам програмерската работа, бидејќи сакаме продуктот да биде топ, продуктот да биде еден во земјата, не во земјата, дури и во светот, но само бидејќи сега се фокусираме за Македонија, продуктот на нас ни е многу важен. Се занимаваме и со помагање на доктор. Значи овде зборуваме многу лични информации што треба да се складираат. Тука зборуваме треба да е по изглед треба да е понов од тоа што постои до сега, треба да е полесен за користење, треба да е поповрзан, така и така натаму. Сега за да го направиме сето тоа, јас бидејќи сум единствениот програмер на платформата, ми треба многу време за да го направам тоа. Значи секое ново делче што ќе го додадеме или секоја нова промена, треба некој да ја тестира, да го напише кодот. Иако имаме AI денес, пак не е толку лесно колку што луѓето мислат. Знам дека за еден сајт да направиме денес, ни треба околу 3 минути со AI. Лично сум го правил, колку за тест, да видам што ќе излезе, му напишав само како генерален промпт, направи ми сајт за shoe shop, нешто така беше, за обувки, продавница за обувки. Тој направи нешто толку уникално, но бидејќи знам јас, но бидејќи знам како да го напишам точно, секој ден се играм со тоа, 3 минути направи таков уникален сајт, што, не знам, се уште се чудам, се уште ми е вау факторот, се уште ми стои, бидејќи не е возможно, сега 2026 сме, технологијата е напред, но пред 2 години за еден сајт да направиме таков, како што на мене AI ми направи, ќе требаше месеци. Ако сакаш убав сајт, убаво да изгледа, со детали, со ефекти, ќе треба многу напред-назад. Пробај го ова, тоа не е многу добро, бла бла бла. А сега 3 минути. 3 минути. Тој ми кажа дека сето тоа што го правам до сега е добро, тоа е важно, тоа е еден од 1, 2, 3, не знам. Тоа е едно од 2, 3 најважните работи што ги имаме во, како да кажам, во самиот систем, во самиот бизнис. Идејата е да биде софтверот добар.
Но од другата страна, иако јас имам човеќе за маркетинг, човеќе за sales, ако јас сум собственикот на овој бизнис и ако на мене најголемиот дел од времето ми оди во програмирање, знам дека бизнисот нема да расте колку што може ако јас сум исто така вклучен во делот за продажби. Или не само продажби, пак и маркетинг. Рекламирањето исто толку важно е колку што е и продавањето. Нели, идејата е да се изрекламираш до тој степен што има луѓе кои се заинтересирани и потоа од тие луѓе што се заинтересирани, тие што ќе ти пишат или дали ќе од реклама, што и да е, дали ти ќе им звониш, тие што ќе треба да станат клиенти, овде ни треба и самиот скил, самата вештина за продавање, каде што треба да ги убедиме, иако убедување звучи малку лошо, како можеби не му треба, ама ти да го убедиш. Не, му треба на него, ние знаеме дека им треба и зборовите кои ќе ги искористиме, знаете, се е тоа важно. Знаејќи го тоа, тој ми кажува дека, мојата грешка е фактот дека јас не сум дал се уште на некој друг да земе да програмира, да му покажам на некој друг програмер, дори да е понизок левел да не е толку сениор, да нема толку многу искуство, едноставно да има некој друг кој барем за малите работи ќе ми помогне на мене, не мора за големите работи ако има нешто, да кажеме, што ќе направи преголема разлика или ќе биде многу риски да се пушти некој надворешен човек да го направи. Јас си велам, окей, можеби е така. Значи, сега, кога јас од моите 16 часа во денот, имам неколку часа на ден програмирање, другото време што останува, да, ќе можам нешто да направам, пример, да звонам на некој клиент, дали да проверам рекламите како одат, иако си го имаме човекот за маркетинг, пак имам јас дел што треба да го проверам тоа, да видам буџетирање, такви работи, сите тие детали, но не ми останува едноставно доволно време. Луѓето кои прават многу, кои завршуваат многу, обично имаат многу луѓе што работат дали со нив, дали за нив, обично е за нив, големите компании. И сега, ние во моментот не сме голема компанија, тоа е, секоја фирма си има почеток, каде што ние не мислам дека сме уште на почетокот, но релативно од колку можеме да постигнеме, ние сме се уште на почеток. Значи, тој ми кажа дека фактот дека ги губам сите тие, или губам, може да кажеме ги губам, дека целото тоа време што го внесувам во програмирање, нека ако јас тоа време го земам и го инвестирам во продавање, во дали да им звонам на клиенти, на луѓе што не се клиенти, на болници, на клиники, што и да е, дали да пишувам на тие што веќе не следат, бидејќи имаме 500 следачи некаде на Facebook и Instagram, има доста луѓе кои веќе се покажале некаков интерес, дали ќе им звонам на нив, значи не е важно. Едноставно да биде outreach за уште клиенти да не знаат, уште луѓе да не дознаат, или маркетинг со истата цел. Само што маркетингот е, ние како што го правиме, кога пуштаме реклама, обично ќе сакаме да направиме некој состанок со нив. Луѓе кои веќе не знаат, е малку поразлично, бидејќи веќе не веруваат, ако не следат ние веќе имаме доверба од нив добиено, така да е многу полесно. Дали ќе направиме состанок или не, дури не е ни важно, се случува да директно да се направи некаква продажба. И да, значи лекција која тој ми ја даде на мене, дека бидејќи е најважниот дел на бизнисот, софтверот да го правиме, тој е најважен, ама секој бизнис како бизнис, најважен е профитот. Ако нема профит, колку е да е добар софтверот, или каков и да е продукт, нема да има значење. Ако нема со што, значи парите, cash flow, парите што доаѓаат секој месец или секоја година, тоа го одржува нашиот бизнис и секој бизнис да е жив. Инаку без нив не можеме да продолжиме, нели? И да би сакале, примери, бесплатно да го правиме, ние дури би го направил бесплатно, но нема да е толку квалитетна услугата, затоа се и наплаќаме. Значи тоа е јасно. И не е единствена причина, тоа пак е бизнис, основно да кажеме дека тоа се случува. И пример, само таа информација што ја добив од него, на мене ми значи, не знам, 1000 евра, пример. Значи, само една информација за 1,5 сат или 2 сата некаде се слушнавме,
Таа информација што ја добив од него, сега на мене ќе ми донесе многу повеќе пари, како бизнис, на бизнисот ќе донесе многу повеќе пари, заради тоа што јас ќе излезам од мојата комфорт зона, дека треба на некој друг да објаснувам како работи системот, па дали тој ќе направи некаква грешка, па дали не знам што друго треба да се објаснувам. Да, треба да излезам од мојата комфорт зона, да го научам некој друг како работиме ние, за да потоа да можам јас да отидам надвор од тој реално за мене комфорт, бидејќи кодирањето за мене е доста голем комфорт. Секој ден сум го правил веќе 3 години, 4 години и не гледам никаков проблем, но тоа не е нештото што носи повеќе пари. За вториот, како втора лекција, што до сега ми беше во ум, пак е поврзана со првата, но од неа ми дојде уште една идеја, дека продуктот треба да е добар, но ако немаме, не само ние, ако нема добар маркетинг за било каков продукт, нема како да биде ништо со него. Мислам, ако не те знам, пример, ти ако продаваш некаква услуга и ако јас не те знам, јас нема како да купам од тебе. Нема како ни да те препорачам на пријател, ни ништо. Че ние до сега во овие колку се, можеби 7 месеца се некаде, што активно работиме, сме правиле door to door, значи сме одиле по Битола, по Скопје, Струмица, Штип, уште каде не. Че Радовиш и уште други градови, Неготино, Кавадарци. Не е цела Македонија покриена уште, ама дали, за другите градови и таму ги стигнеме, сакам да кажам, оти не е толку фокус, ама треба да се надоврзам уште на првата точка што имав, дека не само тоа што јас добив некаков фидбек од тој човек, дека тоа е најважното нешто што треба да се направи, нели, за да се влегува во такви групи со претприемачи и со други луѓе што можеби имаат слични интереси како тебе или што и да е. Значи ако има некој ambitious group of people, да има група на луѓе што се амбициозни, би било убаво и ти да си дел од таму ако и ти си таков, нели? Ако не си таков, може и да имаш некој, тоест нема и ти да сакаш самиот, но ако влезеш и си fake motivated или fake ambitious, едноставно да, нема ќе те уседат, бидејќи сите знаат дека тие што се веќе напред во процесот со резултати со се, знаат кој е фейк, кој е вистински човек, кој на вистина пробува, кој излегува од комфорт зоната и се тоа. А самата идеја за влегување во такви групи е дека ако ти влезеш во некоја група каде што можеш да помогнеш на некој, тој човек ќе те запомни и ако потоа почнете да зборувате, му кажеш што правиш, тој знае повеќе за тебе и што се случува потоа, сум го имал тој случај, бидејќи ти имаш оставено добар впечаток, си му дадол некаква вредност на тој човек, со што и да си му помогнал. Значи, дури и да, пример, тој да е, ако немаш никакви skills, да кажеме, немаш никакви вештини, тој испраќа во групата: здраво дечки, направив нов вебсайт за мојот бизнис, дали може некој да го провери, само да даде некаков ревју. Тоа е апсолутно можеш нешто да направиш. Пример, го гледаш, го отвараш сајтот, го разгледуваш тоа што, пример, ти можеби и не си програмер, ама ако го отвориш сајтот и нешто не работи, некое копче, пример, дали некој копче не работи, дали боите не се добри, дали нешто едноставно it's not it, како не е тоа, му пишеш порака на тој човек што е прашал и тој веќе знае за тебе и ако почнете да се изборувате, нели, јас сум тој, јас сум овој, ти кажеш дека ти, пример, сега почнуваш со e-commerce, што и да е, продаваш некакви четки за заби, што и да е буквално. Ако некој друг пат го праша за e-commerce него, некој човек дали познава, тој ќе те препорача тебе. Бидејќи ти си му помогнал веќе, обично тие се веќе директно давање на вредност на тој човек и тие ќе те запомнат тебе, бидејќи е како само за тебе е направено тоа. Значи само за тебе отишол на твојот сајт и само за тебе ти дадол некаков фидбек. Така. И ако си доволно време, пример, јас во таа група сум само 4 месеци, и ако има луѓе што се таму од 3 години,
Значи тие сега во секој момент ако напишат некоја порека, здраво дечки, ми треба тоа и тоа, секогаш има човек кој ќе му помогне, дури да не знае. Ќе го препорача ако не на друг, само за да, само за да му помогне. Тоа не секој се случува кога си нов, бидејќи знаеш, не те знаат и некој каже еми сега сум запатен како и да е. А ако си повеќе време во групата и си помагал на сите, и сега кога побараш нешто, веднаш сите сакаат да ти помагаат на тебе. Дури и ќе направат некаква пауза од тоа што го прават, само за да ти помогнат на тебе. Значи првата и втората точка што ги зборувам се ете така се поврзани. Тие едното што треба да влегувате во такви групи и второто што гледе, пример јас влегов во таа група, зборував со еден човек, ми даде идеја и сега од таа идеја јас разбирам дека не само продуктот треба да е добар, а треба да се фокусираме повеќе и на маркетинг и на продажба. И обично, пак поврзано со првата точка, обично во Македонија јас не сум сретнал многу луѓе што се заинтересирани за, некои големи амбиции да имат, што не е нај-окей, ама да кажеме окей, никој не може никому да форсира да бута, ти мораш да го правиш тоа. Не мораш. Ако сакаш да живееш само како што живееш сега, нема проблем. Никој не кажува ништо. Едноставно има негативни страни, се разбира, тоа што, пример, нема да можеш повеќе од таа плата што ја зимаш, нема да можеш многу да мрдаш нагоре, ќе биде тешко, бидејќи така работат, секој бизнис работи за најмногу профит. Колку и да си добар, ќе гледат да те платат колку е возможно најмалку за таа работа што ја вршиш. И убаво е, само затоа што има помалку луѓе, концентрација на помалку луѓе што се заинтересирани за тоа нешто, и ти ако сакаш да бутнеш напред, да почнеш да правиш нешто што не е, да кажеме, не е баш нормално, кај нас да земе да се прави бизнис, бидејќи што ако не успее, или не знам, што ако ти се смеат, како и да е, кои да се тие excuses што ги имаат сите луѓе, сите што не прават бизнис, тие што не сакаат, а некои што може би сакаат, но имаат excuses како ќе ми се смеат, што ќе направам, ќе ги изгубам парите, тоа е само изговор, пак на крајот. Не сум некој јас велики човек, јас пак велам, не сум некој велики човек за да ги кажувам овие работи, но ги гледам како основа, каде што сите други луѓе што ги запознав, што се веќе многу понапред, кој тој човек што го спомнав што е направил 400.000 во една година, што ако го поделиме на 20, не знам колку е таму, 20.000, колку и да е, значи е доволно. Не е 20.000, уште повеќе, значи 30 и нешто илјади за месец, што за нас тука е голема финансиска вредност, значи многу финансии е тоа. И третото нешто, како од трите главни нешто што сум ги научил за оваа недела, се дека добрите комуникациски вештини, јас го знаев тоа, сите знаеме, претходно знаеме што е потребно и што не е потребно за да успееш, така основно знаеме што е потребно, знаеме дека треба да знаеш убаво да зборуваш, дали литературно, дали да немаш акценти, да немаш такви работи. И да ја читаш собота, со кој зборуваш, да знаеш каков тон да користиш и се тоа. Но кога некогаш ќе се зафатиш со нешто, јас пример со програмирањето, што искрено не го сожалувам, не ми е жал што е бидело така, дека јас сум ги изгубил моите вештини за комуникација, како убава и течна комуникација, поради тоа што седнав на компјутер и не станував по 12 часа. Значи, ќе седнам 16, дури 16 часа. Сега не е секој ден. Не секој ден, и тие 16 часа вклучуваат и тренирање, пример. Многу е ретко да е 16 часа денови поред и без да има тренирање. Освен ако има нешто што навистина е итно, што порано имав некои многу важни задачи, што едноставно мораше. Значи, ако не ги направам, ќе има големи последици. Значи, ќе има проблеми. Но имаше моменти кога едноставно сакав да го подобрам продуктот
или да го подобрувам, тоа беше едно од моите комфорт зона на комфорт страни, дека јас едноставно сакав, знам дека програмирањето ми оди, знам дека ми е лесно и си го правам тоа, нели, го подобрувам продуктот. Јас мислам дека правам нешто многу добро. Да, тоа е добро, ама бизнисот страда заради тоа. Од страна на финансии, бизнисот страда. И сега зошто велам добри комуникацијски вештини, не зборувам и само за вештината за течно зборување. Мислам дека доста луѓе имаат, едноставно, знаеш, си зборуваш со другарите секој ден, имаш навика, си ги искажуваш твоите идеи што ги имаш и, како да кажем, немаш некаква блокада за да го зборуваш течно или што и да е, не знам. Јас лично имам едно од страна на програмирањето, друго од страна на Бугарија, дека сум живеал во Бугарија сега 3 години, не беше преку целото време, некогаш одев за Германија, некогаш за Македонија, но во главно бев во Бугарија. И сега со бугарскиот, мислам дека сите знаете, многу се слични, не се исти, ама многу се слични јазици. И сега, ако отидам јас некаде и напишам ОТ за од каде си, бидејќи во Бугарија е ОТ, а во Македонија македонскиот јазик е ОД. И ако земам да го напишам ОТ, за мене тоа е проблем, нели? Јас не го гледам како толку голем проблем, ама ако одидеш му напишеш на некој ОТ, ќе си вели какво е ова неписмено. Како тој пример на мене ќе ми продаде нешто или зошто овој пишува вака, овој некој чуден, 20 и нешто години се уште не се е научил да пишува. Да, тие блокади за мене лично се биле, да, доста ограничувачки. Че јас треба пред секој, дури и сега, пред секој збор што го изговарам, јас да го премислам зборот на македонски, и тоа на литературно, не само на радовишки, што ми е, нели, дијалектот што го зборувам најчесто. И треба исто така да пробам да не ги искористам тие зборови што секој ден сум ги користел во бугарскиот јазик. Може еве и сега бугар. Значи ја направив пак таа грешка. Ама не го сметам како голем проблем, едноставно продолжувам напред, нели? Друго што има да правиме. И што сакам да кажам, исто така дополнително на тоа, е дека ако зборуваме добро, ако знаеме да го погодиме тонот, интонација и вајбот, нели, со кој зборуваме, каква интонација, се тоа да биде on point, дека можеме да стигнеме многу далеко во живот. Сега, јас некогаш еве ќе снимам и такво видео, ќе биде објавено, кога им звонам на докторите, се зависи дали е некој постар доктор, дали е некој помлад доктор, некои од нив се незаинтересирани тотално. И сега треба малку поразлично да им зборуваш на нив. Значи, адаптација на буквално во моментот. Во моментот треба да знаеш што да им кажеш, како да им кажеш, и мислам дека не само за cold calls, ама тоа е пример што го кажувам сега. Ако знаеш убаво да зборуваш, ако знаеш точно да го натераш човекот да е заинтересиран во тоа што го зборуваш, мислам дека ќе стигнеш многу далеко во животот, и тоа не важи само за, овде не зборуваме само за продавање или било што. Ако зборуваш добро, ќе ти е полесно да си најдеш девојка. Ако си маж, да си најдеш, сега за девојките не зборуваме овде, ама еве, да си најдеш девојка, да си најдеш работа. Еве, ако снимаш нешто, ако почнеш некаков бизнис, и ако треба да снимаш некое видео, ќе ти биде многу полесно. Ако сакаш да продадеш на клиенти. Значи, што и да е, каде и да одиш, се користи секојдневно. Секој ден кога зборуваш, пример, дури да треба да кажеш на некој пријател, ајде да одиме на кафе, и таму користиш skills, вештини за продавање, само дека е многу полесно. И тоа не се толку забележува. Но реално ти пак убедуваш. Секој еден момент во кој ти убедуваш некој да го направи тоа што ти го сакаш, тоа ти е продавање. И ние го користиме од кога се родиме до крајот на живот. Дури бебињата го користат со тоа што плачат, само нели тие не знаат да зборуваат, затоа единствениот начин да убедат некој дека нешто сакаат е да плачат. Потоа кога си дете, пример на 5, 6, на 10 години, треба да ја убедиш мајка ти дека сакаш да останеш до 2 часот, бидејќи сите други се, нели, остануваат до касно. И така до крајот на животот, што и да треба да правиш, кога си на работа, еве уште еден пример, одиш на работа
си работел пример 2 години на истата позиција со истата плата, си веќе 30 години имаш, можеби имаш и деца, и сега сакаш да побараш покачување на платата. Но ако отидеш само во соба, во канцеларија кај газдата и му кажеш: газда, сакам покачување, дај ми 5000 денари повеќе, нели веќе 2 години работам, се е добро, нема жалби од мене, такви работи. Мислам дека пак нема да, нели, ако само така му се помолиш, не знам дали пак ќе биде. Значи, низ целиот живот ќе го користиме, затоа сметам дека е многу важно. И сега јас не сум некој, кој знае каков добар комуникейтор. Не гледам како, го гледам како скил кој постојано, значи постојано ќе се подобрува, нема нешто кое, нема перфектен комуникатор. Нема човек кој нема да прави грешки, само што има некои луѓе што толку добро го прават веќе, што кога направат грешка ти не го ни забележуваш воопшто. Да ја видиме и другата страна, ако си лош комуникатор, како пак да земе некој пример, ако ти не можеш пример да склопиш 2 реченици или да, ако мислиш дека толку не знаеш да зборуваш и сакаш да приидеш на некоја девојче да им се додворуваш, што и да им кажеш дека ти се убави, се плашиш дека тоа што ќе го кажеш нема да биде добро, не си убеден во тоа. Еден проблем е тоа само, ама сигурно имаш, ако тоа си ти, значи сигурно имаш и многу други проблеми во животот, само заради тоа што твојата вештина за комуникација не е on point, што велам, не е како што треба. И нешто што сигурно треба да се подобри. Да кажеме, еве, примерот со девојката, ако не знаеш тоа да го направиш, ако те е срам, значи дека ти има шанси, бидејќи постојат такви луѓе, за жал, што цел живот остануваат сами. Умираат сами, бидејќи ги е страв да придат на девојка, бидејќи го нема тоа, ја нема таа самодоверба, да кажат, најлошото нешто што може таа да го каже е не, или дури да ми се смее, like, nobody cares, никој не го интересира тоа. Значи, пример, размисли што ти се случило нешто лошо, нешто што се посрамотил пред другите, во последните 3 недели да кажеме, си се посрамотил пред некој, дури да е пред месец, дури ако немаш ништо овој месец, замисли нешто пред една година, да си се посрамотил пред некој и праше го дали воопште тој се уште го помни. Значи, ние обично мислиме дека сите мислат на нас, дека секој си вели, едва и чекам овој да направи нешто за да му се смеам, или што знам, ако ја прашам оваа девојка, можеби таа ќе каже не и цел живот сега ќе го, не знам, можеби ќе каже на пријателките, можеби цел живот ќе се каа, можеби не знам што ќе биде. И ако го мислиме тоа, ќе биде многу лошо. Мислам, нема добар извод од тоа. Извод, да кажеме, резултат. Нема да има добар резултат од тоа. Ако не знаеш како да зборуваш убаво, како да убедиш некој, пак примерот со побарување, покачување на плата. Ако отидеш во канцеларија со газдата, како што реков, влегуваш внатре и му велиш газда дај покачување. И тој, нели, што ќе каже? Значи не е добро. Не е добро само така да побараме. Јас, пример, тоа што сум го практикувал до сега и се уште го практикувам, го гледам дека подобро нешто немам најдено за како да побараш покачување. Тоа што, пример, за таа конкретна ситуација, според мене, барем нешто што јас правам до сега е, прво да ставиме во глава дека ќе работиме 8 часа, каква и да ни е позицијата. Дури да си некаков менеџер, да си на висока позиција, ти пак ќе работиш 8 часа. Дали ќе си долу, најдолу од пирамидата, од улогите на вработени, или дали ќе си најдолу или најгоре, не е од значај. Нема да ти направи некаква штета, да си понагоре, да земаш поголема плата. Значи, штом ќе работиме пак 8 часа, без разлика на која позиција сме, зошто да не побараме уште responsibilities, да имаме уште одговорности на работа, за потоа да кажеме, окей, јас сега ги имам овие одговорности што не беа, нели, на почетокот не беа моја работа, или не по договор, можеби по договор не е твоја работа, но ти го правиш сега и ти имаш некаква основа, пример, една година е минала, ти си правил
што и да е, значи си правил нешто што не е твоја работа. Јас пример на кога работам, мојата основна работа е да програмирам. Само да програмирам, да најдам некаква задача што има и да ја испрограмирам, да ја тестирам и готово. Но јас почнав да правам интервју, да водам митинг, да водам состаноци пред 150 луѓе во компанија и уште ред други работи, што сега, кога ќе дојде време јас да сакам покачување на плата, за мене ќе биде многу полесно. Значи, јас пак сум работел 8 часа, не ме е болела главата повеќе, нели, сега тоа е кога ти самиот имаш интерес за да растеш. Ако ти сакаш поголема плата, ама не правиш, да кажеме, ама не сакаш да земеш некоја поголема одговорност, мислам дека проблемите доаѓаат таму и фрустрацијата. Значи, газдата секогаш сакаат да платат повеќе. Значи, ако е некоја фирма што е веќе разработена, работиш во неа некое време, таа ќе сака да ти даде повеќе, но секогаш сакаат да им дадеш ти нешто на нив пред тие да ти дадат нешто што вреди. Пример, да не знам колку е 3, 4, 5%. Ако сакаме нешто повеќе од 5% покачување на плата, што пример на 1000 евра е само 50 евра, нели, можеби и ќе ти дадат, а може и толку да не ти дадат, зависи што работиш, како и работиш. Тоа беа воглавно лекциите, дури 40 минути најдов да зборувам за нив, што значи дека и една недела од 52 во годината не е мал период, тоест е мал период, ама не значи дека малку можеме да завршиме во тоа време. Дека во оваа недела јас научив колку некој што ќе научи цел месец, пример. Или некој што тој можеби никош нема да го научи ова нешто. Важно е, трите работи што ги спомнав, пак само да ги спомнам, да треба да влегуваме во групи, каде што има луѓе како што ние сакаме да бидеме во иднина. Треба да си го рекламираме продуктот, не само да го градиме, бидејќи ние особено програмерите обожаваме да си го создадеме продуктот и потоа нема кој да го купи. И третото за самата комуникација, дури ако сте срамежливи такви работи, тоа мора да се практикува за да го нема, бидејќи до крајот на животот зависиме од тоа. Поздрав!